Благодарам, господине Джефери. Станува збор за класично, свесно прекршување на деловникот за работа на Собранието на Република Македонија во процедурата за донесување на овој закон. И тоа во повеќе членови, дозволете ми. Членот 118, ставот 4, се однесува на одлуката за формирање на работните тела и вели: со одлуката за основање на работните тела и на анкетните комисии се утврдува делокругот и бројот на членовите на комисијата. Делокругот е утврден со оваа одлука донесена на 31. мај 2017 година едногласно во Собранието, и според оваа одлука Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците е матично работно тело врз база на нејзината надлежност да разгледува прашања кои што се однесуваат на, како што пишува овде, право на употреба на јазиците и писмата на заедниците. Овој закон комплетно е во делот на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Тоа е првото прекршување. Второто прекршување е на членот 135, став 4, кој вели: кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија со полн назив, број и датум. Акт на Европската Унија со полн назив, број и датум не е внесен во воведот на овој закон, заради проста причина дека не постои таков акт на Европската Унија. Не постои. Европската Унија нема регулатива која што се однесува на ова прашање. Тоа значи дека европското знаменце на овој закон е поставено спротивно на член 4, односно на член 135, став 4 од Деловникот за работа на Собранието. Следствено на тоа прекршен и член 136 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, кој вели: ако предлогот на законот не е подготвен во согласно со одредбите на овој деловник, председателот на Собранието, односно за нас господинот Джафери, пред да го достави на пратениците, ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник, што не е направено. Ако предлагачот не го дополни предлог на законот во рок од 15 дена од барање на председателот на Собранието, се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Врз база на деловникот, член 135 став 4 и член 136, овој закон не е поднесен формално правно, иако денеска Собранието го разгледува. Тука има грубо прекршување на постапките и од страна на предлагачот Министерството за правда и од страна на господинот Джафери, кој што прво не пратил допис до Министерството за правда и до владата дека не е целосен предлогот на закон. Второ, не постапил како што на него му налага член 136 од Деловникот, односно овој да заврши. Овој предлог на закон да не го стави во процедура. Прекршен и член 139, кој што вели дека матичното работно тело треба да го разгледува ова прашање. Прекршен е и член 140, кој што вели дека пред предлог на закон да се претресе на седница на Собрание го разгледува матично работно дело. Почитувани колеги и пратеници, заради тоа што има целосно глувило во ова Собрание и не се почитуваат основните барања на нас пратениците од Коалицијата за подобра Македонија, кои што се целосно во согласност со Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, јас имам 3 барања. Дозволете да ви ги кажам. Првите 3 барања, односно 3 барања се следни. Прво, парламентарното мнозинство, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција, пратениците од ДУИ и нивната коалиција, пратениците од Алијанса за албанците во состав од тројца пратеници, онака како што се избрани, да не дозволат на ваков начин да се прекрши Охридскиот рамковен договор, заради тоа што донесување на овој закон значи прекршување и неважност на Охридскиот рамковен договор. Второ барање, да се отстранат процедуралните прекршувања и забелешки и грешки и намерни недостатоци при процедурата за донесување на овој закон, односно овој закон да се тргне од процедура и однова да започне процедурата во согласност со Деловникот. И трето барање, да се организира широка јавна расправа на која што ќе бидат поканети професори, албанолози, професори македонисти, професори кои што ја разбираат проблематиката и на турскиот, босанскиот, српскиот, ромскиот, влашкиот јазик, професори практичари по компаративно право, професори по уставно право од сите универзитети на Република Македонија, без разлика на кој
јазик се тие универзитети и на тој начин да обезбедиме и почитување на Охридскиот рамковен договор, да обезбедиме и нормална процедура која што нема да значи прекршување грубо на деловникот за работа на Собранието на Република Македонија и грубо прекршување и поништување на Охридскиот рамковен договор. Затоа, господине Џафери, заради тоа што овие барања имаат суштински карактер, се суптилни и значајни за понатамошната стабилност на државата Република Македонија како заедничка држава од унитарен и граѓански карактер со мултиетничко општество, барам 1 саат пауза со цел пратеничките групи од владеачкото мнозинство да можат сериозно, а не во афект да завршат. Значи, целосно пауза нема да добиете затоа што ви помина времето. Ќе завршам за 15 секунди, господине Џафери. Не, ви помина времето, колегијално ви дадов да продолжите и во продолжението на времето си барате пауза, нема да добиете. Барам пауза, господине Џафери, како координатор имам право да добијам пауза. Бидејќи нема пријавени за збор, господине Џафери, ве молам да дозволите пауза, ве повикувам да гласаме. Господине Џафери, ве молам да дозволите пауза, онака како што повара, и да дозволите трите барања кои што ви ги соопштив јавно и гласно да бидат со одговор од страна на сите пратенички групи. Кршите деловник, кршите устав, го поништувате Охридскиот рамковен договор, вие сте должни да даете пауза. 50 пратеници, за гласа 49, за гласа 49, воздржај нема, против има 1. Господине Џафери, вие сте должни да дадете пауза. Видејќи во салата има повише 61 пратеник, констатирам дека е усвоен дневниот ред. Вие сте должни да дадете пауза. Господине Џафери, вие сте должни да дадете пауза. Пред да преминеме, вие сте должни да дадете пауза. Пред да преминеме на расправа по точките од дневниот ред, ве подсетувам дека согласно член 80 ставови 2 и 3 од деловникот на Собранието, пратениците се пријавуваат за збор во рок од 1 минута по отварањето на претресот. Предлагачот и координаторите на пратеничките групи може да се пријават за збор и во текот на претресот. Листата на пратениците не може да се менува и дополнува во текот на претресот. По исклучок, согласно член 10 од деловникот за избранување и дополнување деловникот на Собранието, пратениците кои во 1 минута по отварањето на претресот се спречени да се пријават за збор, поради присуство на седници на работните тела на Собранието, чии членови се тие, имаат право да се пријават за збор од моментот кога присуствуваат на седницата на Собранието, доколку претресот по точката од дневниот ред се уште трае. Едновремено ве известувам. Треба да дадете пауза. Господине Џафери.
Pratenicite, sednete na svoje mesta. Pratenici, ve povikujem da sednete na svoje mesta. Odete na svoje mesta, Ilija. Odete na svoje mesta. Mikrofonat je vključen i ovaj jedan i drugi. Odete na mesto, odi pod ovije uslovi, ne vi davam pauza, evo me slušaj. Evo i mene da me slušaj. Ovo nego čepi. Za se trgnemo od tuka treba da ga počituvate naše pravo na pauza. Svega nema sedmica. Svega nema sedmica. Ima sednica. Nema sedmica. Treba da prosite pauza od 1 čas. Ilija, sednica ima, ako već je barate, odete na svoje mjesto. Kao što povijete nema... Po delovniku te Trajko Veljanovski da sedite na svoje mjesto. To je delovnik. Sedite na svoje mjesto. Da. Sedite na svoje mjesta. Sedite na svoje mjesta i jedan po jedan što ima da barate. Treba vi da počituvate baranje. Ja vodam sednica i ja se vodam sednica. I za to vreme odite na mjesto dok sakne pauzu. Povodite na mjesto, pod ovije uslovi nema pauza, Ilija. Pod ovije uslovi nema pauza. Ne razbiraš? Ja ve razbiram i ve razbiram. Ve razbiram. Samo vi ne sakate da razbirate. I vi treba da razvedete da sedite na mjesto. Tako. Odite na mjesto, neka odat pratenicite. Vi ste koordinator, zaostanete tuka, neka si odet na mjesto. I možda nas pravi. Dobro, ja se ostanem sukladno na vaše mjesta. Baram, pauza. Počitavani pratenici, počitavani medijumi, počitavani građani. Дента на 27 април, која примив должноста председател на ово собрание, кажав и укажав на сите, и тоа јавно го повторувам, ово или ќе биде собрание или нема да ја има. Во смисла, немојте буквално да ме разберете, да ја има, да се дообјаснам. Добро. Fizički ovo собрание stoji i postoji, će postoji, no funkcionalno i institucionalno, za da ima svoje to mesto i uloga, treba da se rukovodi onako kako što je propisano da se rukovodi. Prvo i osnovno,
мојот почитуван колега Илија Димовски побара процедурално во кое што е соодветно побарано по процедура. И во оно време од 3 минути колку што следи за процедурална интервенција, мојот драг колега не побара пауза. Па знам дека не ви се допаѓа. Сега сослушајте ме до крај. Сега, после неколку пати укажување дека заврши, благодарам, од почита како колега со кој што сме соработувале веќе 10 години, како координатори, како пратеници овде и како мнозинство во крајна инстанција. Без оглед дали сме мнозинство, дали сме опозиција, овде сме пратеници, а јас сум оној едниот од еднаквите кој што ја превземал обврската да води и раководи со работата на ово собрание. Продолжено 3 минути време плюс, колегата бара пауза. Претходно разговаравме некои комуникации што имавме поидно. Затоа сметав дека нема потреба за тоа. И уште еднаш да укажам. Не може да се наметне одлука под притисок и по закон, односно по начинот како што, па не закана, тоа е, ако веќе 50 пратеници излегувате овде пред говорница и ја правите истата грешка што ја правивте прошлиот пат, почитуван колега Илија, ако не вие, некој од вас, тогаш тоа значи дека е насилно. И под уцена ни сега, ни утре, ни никогаш нема да има одлука. А на ваков начин, кога ќе можеме да се слушаме и да се сослушаме и да се дослушаме, тоа е веќе друга работа. И ова е значи јавен договор, и ова е јавна моја одлука да прифатим тако барање, и покрај тоа што не било во времето кога требаше да побарате пауза во тие 3 минути процедурални, имате час пауза, иако е тоа дискутабилно по други прашања. Но, поради тоа што јавно ово се прави, но не по такви услови како што мислевте да ги наметнете. 1 час пауза, продолжуваме во 14:30 часот.